денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Започна реконструкцијата на улицата Гоце Делчев во стариот дел на Тетово, која важеше за една од најоштетените во градот. Реализирани вработување, обуки и практиканство се дел од резултатите на проектот Акседер на невладината Сонце од Тетово. Во објект без фирма во Тетово се приредувале игри на среќа без лиценца, приведени 13 лица. Започна реконструкцијата на улицата Гоце Делчев во стариот дел на Тетово. Улицата која што важеше за една од најоштетените во градот. Конечно ќе добие нов лик. Во тек е реконструкцијата на улицата Гоце Делчев во Тетово. Механизацијата почна да ги отстранува оштетените бетонски плочки, а на нивно место ќе се постави асфалт. Покрај тоа ќе се санира атмосферската и фекалната канализација, а ќе се постави и улично осветлување. Инвестицијата е финансирана од Министерството за транспорт и врски и од Светска банка. Откако се заврши со реконструкција на улиците 29 ноември и Џоце Стојчевски, веднаш механизацијата преиде на улицата Гоце Делчев и тоа на потегот од православните гробишта се до 2 бреста, во вкупна должина од 700 метри и широчина на патот од 5,5 метри и се работи според проектот на Министерството за транспорт и врски. Исто така на оваа улица ќе биде санирана и атмосферската и фекалната канализација, а ќе се изградат и тротоарите, ќе се постави асфалт на сообраќајната лента, сообраќајна сигнализација и улично осветлување. Се надеваме дека во најскоро време ќе се заврши и санацијата на оваа улица. Улицата Гоце Делчев во стариот дел на градот важи за една од најоштетените делници во Тетово, чија што реконструкција се очекуваше со години наназад. Невладината Сонце од Тетово денес ги презентираше резултатите на проектот Акседер. Реализирани вработување, обуки и практиканство се дел од резултатите и постигнувањата на проектот Акседер да не биде никој изоставен, кој го спроведува Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово. Проектот траел 16 месеци со цел да се подобри вработливоста на ромите и други социјално ранливи групи преку ефективно вклучување на пазарот на трудот како влез за социјална инклузија. Ние во време на пандемијата успеавме да вработиме 25 лица, каде што ги вработиме во разни места на вработување, како што се леар, маркети, компании за чистење и ред други. Кај нас таргетирани беа околу 150 луѓе, каде што поминаа ни со обуките на Акседер програмата, каде помагавме со обуките кои се со soft skill, им помагавме при аплицирање на работа, разговор со работодавачи, така. Значи, успеавме да вработиме 25 лица, каде што поголемиот дел беа жени, помалиот број беа мажи и се надевам дека во иднина ќе успееме уште повеќе, бидејќи пандемијата сега, како што знаете, самите стимнува, се надевам дека од септември ќе можеме да имаме полесен пристап до целната група, бидејќи нели околностите ќе ни овозможуваат тоа да го правиме. Исто имаме со целната група поминато 15 стручни обуки, каде што имаме стручни обуки по разни профили, каде што нели со поставувањето на прашањата и увидување во текот на патот, на нивниот патоказ, како што е pathway, што се вика, при нивното вработување одлучувавме, значи во кои профили тие се наоѓаат и да им помогнеме. На тие 15 стручни обуки беа вклучени 15 луѓе, денеска ќе им се делат сертификатите на истите 15, а имаме исто 4 практиканти, каде што практикантите исто во фирмите и се надевам дека од следниот месец или да пројдат летните одмори, во септември ќе можат и тие да се вработат во фирмите каде што биле практиканти. Проектот е имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации со поддршка на Швајцарската амбасада за соработка и развој. Проблемот со Русино е огромен за општина Гостивар, не од сега, туку веќе 20 години. Инсистираме што побрзо да се реши и депонијата да се дислоцира, истакна градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари. Ние предлагаме да има друга локација во некој од
општините од Полошкиот регион и веќе колку што знам има две опции. Едната е некаде во општина Јегуновце и другата опција е некаде во општина Желино. Било која, нашата општина ги прифаќа новите предлози. Ние додека е планот и имаме еден проект кој што се реализира со швајцарската амбасада, ќе се обидеме тоа да биде што помалку, да речам, штетно за граѓаните на општина Гостивар и после тоа таа депонија да се дислоцира на друго место. Ова е единствено решение кое што ние ја сметаме како општина Гостивар. Постои потпишан договор помеѓу 9 општини од Полошки регион, кај што е потпишан и министерот за екологија или животна средина, по кое што после 5 години таа депонија треба да се дислоцира и да се најде друго решение кое што би било прифатливо. 250 години од раѓањето на Кирил Печиновиќ. Утре на пригодна свеченост ќе се одбележат пред управната зграда на Музеот на Тетовски крај. Утре во Тетово со пригодна свеченост ќе се одбележи големиот јубилеј 250 години од раѓањето на просветителот, народниот учител и игумен Лешочки, Кирил Печиновиќ Тетоец. Свеченоста ќе започне во 20 часот и 30 минути пред платото на деловниот објект управна зграда на Музеот на Тетовскиот крај. Пригодната програма ќе допре до секој присутен. Ќе имаме можност да се подсетиме на колосалното дело на просветителот и заедно да ја изразиме нашата почит, вели директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски. Така, Комисијата за односи со верските заедници во својата програма за работа има свеченоста приклучено за овој голем јубилеј, 250 години од раѓањето на Кирил Печиновиќ. За таа цел утре, четврток 1 јули, со почеток во 20:30 часот, во центарот на градот, пред бившиот дом на Арана, сега нова зграда на Музеот на Тетовски крај, на пригодна свеченост, свечена академија со културна програма, а веднаш после тоа ќе биде отворена изложба на еден од најдобрите македонски академски сликари, Павле Кузмановски, избор на портрети, а ќе биде отворена пред портретот на Кирил Печиновиќ, кој што е направен специјално за оваа изложба, за оваа прослава, за овој јубилеј. Така да многу културни работници, многу доајени на културата од државата и од особено од нашиот град ќе земат учество, ќе присуствуваат тука. Ова е еден настан кој што треба да го обедини градот, затоа што како македонски народ имаме многу личности кои што треба од нашата национална историја да ги славиме, но Кирил Печиновиќ е најголемата од нашиот крај, Тетовскиот крај, на кој што дело треба да сме горди, да изразуваме почит и благодарност. Настанот ќе се одржи согласно важечките препораки за заштита од коронавирусот, изречени од здравствените власти за отворен и затворен простор. Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров вели дека за него лично изјавата на португалската министерка Ана Паула Закаријаш за македонскиот јазик била прилично несреќна. Во текот на вчерашниот ден, како што рече и тој и шефот на дипломатијата Бујар Османи, во комуникацијата со Лисабон искажале негодувања и протест. Незината изјава, доколку е прецизно пренесена и по суштина и по методологија, е целосно спротивна на португалскиот предлог за изнаоѓање решение. Во оваа смисла изјавата никако не помага во процесот на градење доверба и заедничко разбирање. Контекстот и моментот се крајно сензитивни и затоа ги повикуваме представниците на земјите кои се вклучени во процесот да се воздржат од било какви квалификации или објаснувања на процеси поврзани со македонските национални прашања. Македонскиот јазик е едно од клучните идентитетски обележја на македонскиот народ, меѓународно признаен и кодификуван со своите уникатни специфики и запишан во личната карта на Северна Македонија во Обединетите нации. Македонскиот јазик е израз на неприкосновеното право на македонскиот народ на самоопределување и дигнитет. Ова е владината изјава. Вчера и јас лично и Министерството за надворешни работи, вклучувајќи го и министерот, имавме многу контакти со Лисабон и со представници на Португалија, односно португалското председателство. Укажавме на оваа крајна несоодветност, која што
меѓу другото е наведена во владината изјава, добивме уверување дека изјавата апсолутно не го отсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог, и беше изразено жалење во оваа смисла. Меѓу другото, ќе се обидам на некој начин да го поврзам прашањето на македонскиот јазик, зошто воопшто за ова разговараме, затоа што во предлог преговарачката рамка, што излезе од Европската комисија, во еден параграф се вели дека ќе биде целото европско законодавство, за кое што зборуваме преку националната програма, преведено на македонски јазик и дека земјата ќе треба да има доволен број на преведувачи во моментот на зачленувањето. Ние досега имаме преведено некаде околу 80.000 страници од европското законодавство. Во моментов, преку СЕП, се ревидира преводот на 16.000 страници и се работи на неколку илјади нови страници, нови преводи. Прашањето на македонскиот јазик за нас е клучно прашање. Нити имаме мандат за тоа воопшто да помислуваме да преговараме. Во Европа ќе влеземе само во делот на македонскиот народ, се разбира, како македонци кои зборуваат македонски јазик. И го задржуваме правото тоа да си го браниме достоинствено, без разлика на какви изјави ќе најдуваме денес или во иднина. За мене лично ова беше прилично несреќна изјава. Министерката за образование и наука Мила Царовска во гостување на телевизија Сител ги објасни трите сценарија испланирани за следната учебна година. Кој од нив ќе се применува, ќе зависи од епидемиолошката слика, истакна Царовска. Она кое што е јасно укажано дека во трите сценарија. Во едното е физичко присуство сите ученици во училница, согласно тоа кое што го имаат како план и распоред во редовна настава, независно од пандемијата. Имаме второ сценарио кое што е многу слично на оваа година, а тоа значи дека од 1 до 4 одат со физичко присуство по протоколи, останатите се онлайн, и третото сценарио е каде што одат по групи, или една група од учениците од истото оделение одат онлайн, другите физичко присуство. Но тоа се алтернативи кои што се ставени во планот заради можноста да во одреден период од годината имаме зголемен број на позитивни случаи. Полицијата спровела акцијска контрола во објект без фирма во Тетово, во кој се приредувале игри на среќа без лиценца. Слушнете ги деталите од полицискиот билтен. Денеска околу 7 часот и 40 минути од страна на полициски службеници од Оделението за криминалистичка полиција при одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје Тетово. Лишен од слобода 26-годишникот Тетово поради постоење основи на сомнение дека извршил кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено при претрес во дом и други простори кај лицето во Тетово на улица Ленин, извршен со судска наредба, полициски службеници пронашле и одзеле марихуана. Лицето е приведено во полициска станица и по комплетно документирање на случајот ќе биде поднесена пријава по член 215 од Кривичниот законник. Вчера во периодот од 13 часот и 50 минути до 16 часот и 40 минути, полициски службеници од СВР Тетово во содејство со УЈП и ДПИ спровеле акцијска контрола во еден објект без фирма на улица Иво Лола Рибар во Тетово, во кој се приредувале игри на среќа без лиценца, при што од слобода биле лишени лица на возраст од 33, 30, 49, 23, 28, 24, двајца на возраст од 26, 20, 22, 30 години од Тетово, Гостивар, Мала и Голема Речица и уште две лица државјани на Република Турција.
При тоа од страна на полициските службеници од одговорниот на објектот била одземена компјутерска опрема и тоа 8 компјутери, 2 лаптопи, 8 ливчиња со упатства на турски и англиски јазик, еден полнач за компјутер и еден мобилен телефон. По документирање на случајот против лицата ќе биде поднесен соодветен поднесок поради основано сомнение за сторено кривично дело приредување на игри на среќа без лиценца, односно дозвола од државен орган, казниво по член 156 од Законот за игри на среќа и забавни игри. Вчера вечер околу 23 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 48 годишникот Гостивар, кој претходно во семејниот дом физички ги нападнал 44 годишната сопруга и нивната малолетна ќерка. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. Ноќеска во 1 часот 30 годишникот Тетово пријавил дека околу 18 часот на улица Јанаа во Тетово бил физички нападнат од 27 годишникот Тетовско Джепчиште, со кого од порано се познавале и имале нерасчистени должничко-доверителски односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера од 20 до 24 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е уште една акцијска контрола со која биле опфатени мотоциклисти, а во која вкупно откриени и санкционирани се 18 прекршоци, 11 во Тетово и 7 во Гостивар. Најмногу од прекршоците, 14, се однесувале на некористење на заштитен шлем, односно кацига, 7 во Тетово и 7 во Гостивар. Во акцијата исто така санкционирани се 11 други видови прекршоци, 9 во Тетово и 2 во Гостивар. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!